Индекс. Ексклузивни информации, проверени факти. Први до граѓаните и бизнисот. Со Маја Дамјановска. Да, добар ден, Индекс на Радио Слободна Македонија. Јас сум Маја Дамјановска со вас во следниот час и веднаш на почетокот да го најавам гостинот во денешната Индекс, а тоа е председателот на Организацијата на пензионери, господинот Драги Аргировски. Добар ден, господине Аргировски, како се чувствувате? Денеска особено со тоа што хидрометеоролозите најавија дека од вечерва, утре и задутре ќе имаме нестабилно време проследено со врнежи. Тоа е пролет. Имаме сончев ден. Пролет е, драга колешки, тоа е пролет, нормални се тие работи, така нема ке пензионерите изненадувања. Така. Ние ги знаеме тие работи од животот, од она што го доживуваме како поминатото, секојаш пролета, посебно март, не да е дека е женски празник, туку воопшто е со нестабилна временска ситуација, така да ќе бидеме навикнати и на тоа. Но денеска, вчера, беше прав пролетен ден, дори излегува сите пензионери надвор се шета да уживаат во убавините на Да, пролета. дополнително во однос на уживањето на пензионерите придонесуваат сите владини проекти кои што се во фокусот на пензионерите, како што се бесплатните автобуски превози, бесплатното возење со жичара и така натаму, но за тоа потоа. На почетокот и повод за вашето гостување денеска е маратонскиот отчет на председателот на ВМРО ДПМН на владачката партија Никола Груевски, кој што се случи пред 2 дена, кој што во отчетот нели беа зафатени и сите поволности и бенефиции кои што владата преку проектите им ги нуди на пензионерите. Во 10 годишниот мандат на владачката партија и на владата со која што беше начело Никола Груевски, за 70% се намалени пензиите за се зголемени, се извинувам, пензиите за пензионерите. Најниската пензија е зголемена за 84%. Министерот за финансии и вице-премиер на отчетот во неделата најави дека ново зголемување пензионерите треба да очекуваат од септември. За колку пензионери се однесува ова зголемување? Видите што е ние како Сојузно здружение на пензионери на Македонија со 250.000 редовни членови сме репрезентативен партнер на владата во врска со социјалата. И многу наши проекти во минатите години се прифатени од владата и се реализираат и многу се позитивни. Околу зголемувањето на пензиите, навистина во овие 10 години пензионерите добија постојано зголемување на пензиите, така што ако споредуваме со 2006 година, на ниската пензија беше околу 4.300 денари, а од септември годинава со најавување на зголемување на пензиите од 650 денари, тие ќе се зголемат, ќе бидат во висина од 8.400 денари. А што се однесува за просечната пензија, таа од 7.683 денари во 2006 со ова зголемување ќе се зголеми на 13.692 денари. Тоа изнесува околу 223 евра. Сега ние просечна пензија ни е 13.085 денари, односно тоа е веќе 213 евра. Со таа пензија, бидејќи во Македонија се зголемуваат пензиите, другите земји ги или намалуваат или не ги зголемуваат, ние сега моментално во регионот сме со највисоки пензии и тоа. Да, какво е искуството во земјите во регионот? Не ви кажувам, во Србија веќе 290 евра е. 190 евра. 190 евра во Србија, во Бугарија 135, во Албанија 140, Косово 120, со Грција се уште не се знае, бидејќи таму постојано само се намалуваат пензиите, така што и гледајќи пошироко, ние навистина имаме
на тоа поле одлични резултати, затоа што со ваква просечна пензија не може да се пофалат и други поразвиени земји. Уште повеќе, да. Континуираното зголемување во период од 10 години како влие на самите пензионери? Па влие затоа што многу позитивно се зголемува стандардот на пензионерите. Тие, како со ова зголемување, навистина се доста задоволни, посебно што тоа се зголемува и иде линеарно, не оди на тие со највисоки пензии, и тие добијат, сите добијат по 650 динари, но мора тоа да го објаснам, бидејќи има некои спекулации дека се земале од поголеми пензии па се давали на помали. Ова што го зборуваме и за зголемување на пензиите донесува одлука Собранието на Република Македонија на предлог на владата, а тој предлог се усогласува со Сојузот на Сдруженијата на пензионерите на Македонија како социјален партнер, со тоа што ако одиме само со зголемување, редовно зголемување на пензиите, тоа што видиме усогласување на пензии, бидејќи во Македонија животните трошоци се едни од најниски во овој регион, ние имаме споредба и првото со второто полугодие од претходните години, животните трошоци дури намалени за минус 5%. А платите се зголемени само за 0,17%. Кога ќе правите тоа 50%, бидејќи со закон така е, највисоките пензии би добили тогаш само 4 денари, а овие малите ништо не би добиле, со други збори. А со ова зголемување вака на овој начин, пензионерите со помали пензија, тоа се околу 170.000 пензионери што имаат испод просечна пензија, тие добиваат од 7-8 на 100 зголемување на пензиите. А овие поголемите што се добиваат еден од највисоките, другите 2% и така натаму. Значи е многу по-исправна таа солидарност и во зголемувањето на пензиите, зашто поспротивно ќе дојдеше до голема разлика меѓу најниската и највисоката пензија, што ние како социјална држава сигурно не би го тоа прифатиле, уште повеќе што тие средства доаѓаат од буџетот на Република Македонија, односно преку одлука на собранието на Република Македонија. Ова се дел од аргументите со кои што Сојузот на пензионери настапи во контекст на барање на зголемување на пензиите. Со кои други аргументи добивте посакувано зголемување на пензиите? Па, обично, кога се зборува за пензионерите, се зборува дека тие во транзиција најмногу изгубија. Изгубија тоа што многу работници беа одземени, дури намалени пензии, имаше домовите на пензионери исто им беа одземени, летувалиштата и така натаму. К-15 добива превоз железнички, има бесплатен еднаш годишно одеа на летувања низ бивша Југославија и така натаму. Тоа во транзицијата доста од тоа се укина. Ние сакаме навистина тие пензионери што тоа се околу 300.000 пензионери во Република Македонија, бидејќи од тие другите се во 3 сојузи на инвалидски пензионери, кај нас е 250.000, главно тоа се старосни и семејни пензионери. Тие, да кажеме, многу дале за оваа земја да се изгради. Многу работеле, по 40 години работен стаж и заслужуваат да имаат достоинствена старост. А таа достоинствена старост може единствено да се направи ако имат услови за достоинствен живот и стандардот да им се зголемува. Овој начин, тоа беа аргументите што и владата тоа го прифати, бидејќи уште повеќе што пензионерите, зборуваме наотворено, тие сите по една и две генерации издржуваме со таа пензија. Тоа се значи со тоа што известно време, знаете, немаше никакво вработување. Во транзицијата дури одеднаш се намалија 250.000 работници остана на улица. Во исто време многу од нив се снајдоа па стана пензионери и така дојде до упад во пензионерскиот фонд на тој начин. Иако кога вака размислуваме, зашто сакаме ние да има многу вработување. Само на тој начин, со нови вработувања, ова што се прави во последното време и во Македонија, можеме да го пополнуваме фондот. Затоа ние
на краишта тие да имаме за младите генерации. Кај нас не може да слушнете дека она ќе добијат младите, дека нас тоа ни смета. Опратно, ние сакаме младите да бидат вработени, да бидат среќни. Затоа и делиме од нашите пензии за нашите нови генерации. Можете ли да направите паралела каков е животот на пензионерите сега во овие последни 10 години, како беше претходно? Јас велам, пензионерите добро живееле пред 30 години. Има доста устои добри. Меѓутоа во транзицијата многу работи се одземени, што зборуваме, одеднаш тие се најдоа во многу тешка ситуација. Почна тогаш со таа пензија што ја има, дури ги зима на 3 рати и така натаму, во месецот почна дури да им недостасуваат многу средства. Но овие 10 години, со овие зголемување на пензиите, како што рековме, тоа е, замислите, зголемување, тоа е на најниската пензија со ова зголемување, што ќе биде 94%, тоа е значи скоро двојно зголемување на најниска пензија. А ова ќе биде 76% просечната пензија. На тој начин автоматски донесувате до еден стадиум пензионер да биде позадоволен, да може навистина да отделува средства и за свој живот, за на крајот на краиштата да не остане само во 4 зида, туку да шета. Тука ќе направиме кратка пауза, се враќаме веднаш со разговорот. Да се враќаме во студиото, разговарам со претседателот на Сојузот на пензионери Драги Аргировски. Разговаравме за зголемените пензии во последните 10 години за 70%. Но сега ќе се префрлиме на нешто што се случува оваа година. Прославувате 70 годишен јубилеј од постоењето на организирањето на пензионерите. Како ќе го одбележите овој јубилеј? Прво, сигурно е посебно доживување да доживеете 70 години од пензионерско организирање во Република Македонија, уште повеќе што кога сме формирани 1946 година, пред 70 години, значи имало само 500 пензионери во Република Македонија. Македонија била неразвиена земја од тогаш и нормално немало ни голем број на пензионери. Полека тој број се зголемува. Денеска навистина имаме 250.000 само во Сојузот на Сдруженијето на пензионери на Македонија и во овие другите три, значи околу 300.000 пензионери. Тоа е една бројка за почит и бројка во која навистина влегуваат луѓе од сите категории. Имаме од академици до обични работници, еден конгломерат на личности, на мудрост, на искуство и така натаму. И тоа е навистина собрано кај сите постари луѓе, таа мудрост, тоа искуство и треба да се користи повеќе. А ние уште така истираме оваа година на јубилеот, таа сила кај помладите е секогаш да доаѓа до таа меѓугенерацијска соработка, сакаме, и годинава ќе биде токму во тој дух одбележен јубилеот, до зголемување на таа меѓугенерацијска соработка, веќе заедно навистина постигнуваме повеќе. Затоа она што го кажавме дека се радуваме на нови вработувања на младите и кога еден млад човек ќе се вработи од семејството на пензионерот, тогаш повеќе средства остануваат и од пензијата кај пензионерот во неговото семејство, тогаш имате поголема радост во тоа семејство, мир во тоа семејство, а тоа се шири тогаш и во самата држава. Главно ова свечено што ќе биде свечено одбележено во текот на годината, сите манифестации што ние ги Која ќе биде главната манифестација? Главната манифестација ќе биде на 20 септември ова година. Ќе имаме свечена академија на која покровител се планира да биде председателот на државата. Веќе пред 5 години кога имавме, тој беше наш покровител. Ќе имаме тогаш и други свечености. Почнуваме ова година со Благословна баба, на сите други манифестации што се организираат и во Сдруженијата, да бидат во духот на токму на јубилеот. Меѓу другото, имаме и Републичка ревија на песни, музика и игри во почетокот на јуни,
во Скопје и ќе имаме спортски надпревари, спортска олимпијада од 21 година поред. Тоа ќе се одржи на 3 септември во Радовиш, во спортскиот терен на хотел Шампион. И тоа се дел малку инаку, двамата исто така таа духовна надградба и соработка ќе имаме и на сите пикник средби. Ние, знаете, имаме пикник средби во Ровица, каде пензионерите околу 8.000 дружат, се веселат и ќе го прославиме овој јубилеј заеднички. Тоа го имаме и во околу 5.000 во Дојран доаѓаат, да не зборувам во Еленец, во Кочани, во Лесно исто така околу 7.000, во Пелинце оваа година и во Сара исто така сакаме помословност да имаме со пензионерите. На тој начин навистина ќе придонесеме што повеќе се слушне за ова наша организација која заслужува таков респект, но и да се слушнат и нашите постојани и нашите проблеми. Да, кои се проблемите со кои што се соочуваат пензионерите и како Сојузот на пензионери се грижи за надминување на проблемите на вашите членки? Сега ние рековме од тие проблеми до некаде ги облажиме со тоа што Бајска климатска рекреација веќе 6 години во полнект и ова година до сега околу 32.000 пензионери го користија тој бенефит во 7 дена да бидат во 4 бањи во Република Македонија, со тоа што ги развивме и тој банјски туризам со други зборови. Ова година исто така со одлука на владата и на собранието неки се доделени буџетски средства, уште минатата година се доделени тие средства, ова година веќе започна да користат банјска климатска рекреација околу 5500 пензионери во текот на годината. Значи негде ќе имаме околу 38.000 пензионери што ја користат овој бенефит. Таму идат бесплатно 7 дена, се рекреираат, превозот исто така ви е платен и доаѓаат препородени. Тоа е една известна и социализација на тие луѓе, бидејќи голем број од нив, тоа се повеќе со помали пензии, никогаш не отишле дури во бања, не ја виделе бањата, сега имаат можност да ја видат обавина на бањите и лековитоста нивна и дружењето. Кои се условите кои што треба да ги исполнат пензионерите за Банјската рекреација? Овде се распишува и треба да се јават на оглас, го распишува Министерството за труд и социјална политика, еднаш годишно на почеток на годината и имат предност, тоа компјутерски се избират, предност пензионери кои не користеле досега и предност на пензионери со помали пензии, односно ако подолго пензија ја користи. Значи има тие се основните елементи за да добијат предимство во тоа. Се јавуваат по 15-20 кандидати се јавуваат и тоа компјутерски се бира и таму нема ни дали се од која партија, што се одат луѓе кои тоа најмногу заслужуваат. И што е најважно во тие бањи на таа бајска климатска рекреација, станува соживот еден и што имате во бањата Цапа, да кажем, од Дебар, од сите националности таму одат. Едно другарство, еден меѓусебен почит, тоа е да бидете таму да се чудите. Ја кажем и за овие, да кажеме, што ги имаме наши пикник средби. До сега не се случило да имаме никаков инцидент. Посебно меѓу етнички план. Ние сме пример и за младите генерации како треба да имаме тој соживот да го имаме. Инаку имаме наши проекти кои ги поддржа владата на Република Македонија, се исто така. Да, еден е бесплатен туристички викенд. 2500 тоа мината година почнеме 3000 го искористија минатата година, ова година исто така треба 3000 да го искористат. Исто тоа се посетуваат 5 многу значајни туристички објекти кога не е развиен, тогаш кога не се полни дневните сместувања и тоа се значи од Берово, во Крушево, од Помалите, но се оди во Дојран, во Охрид и во Преспа. Таму 3000 пензионери да вистија 3 дена еднаш викендот е тоа, туристички викенд,
многу уживат исто 3 дена бесплатно, превозот исто ми е платен, со тоа што и таму предност има токму овие Со пониски. Тоа единствено немаме таа градација во користењето на железничкиот превоз. Сега имаме исто така еден викенд бесплатен превоз со железница. Сите пензионери го имаат тоа право. Да, за бесплатниот железнички превоз веднаш ке збориме по рекламите, следуваат реклами. Го спомнавме железничкиот превоз, но покрај железничкиот пензионерите имаат можност бесплатно да се превезуваат и во јавниот превоз, односно автобускиот превоз. Колку го користат пензионерите овој бенефит? Го користат посебно во Скопје, а го имаме тоа и во Велес, Кочани, Битола, Прилеп, или нешто малку се плаќа, со тоа што пензионерите почна прво со наш предлог да користат само еден ден, се користат и значи само вторник беше, сега имаме и петок, сабота и недела, значи 4 дена. А настоиме да имаат секој ден во Скопје. Тоа одлука донесуваат советите на општините, советот на град Скопје во овој случај. Тоа е бесплатен, со тоа што сакаме, ако може, дори да се плаќа известна сума од 1200 динари годишно, да има секојдневно да се користи тој превоз, бидејќи во Скопје многу се користи. А зборно што значи тоа? Со едно качување во автобус тие плаќаат 30 денари членарина, од која 2,5 динари се во Сојузот и другите се во нивните здруженија, тие кои организираат тие екскурзии за нив и така натаму. Или со едно одење во екскурзија, тие за цела година си ја враќаат членарината. Значи, ние од нив за нив ги даваме тие пари, не некаде може да има спекулации како тие пари што тие од нив за нив одат, кај нас не остануваат. Тоа оди чисто за таа намена. Сега ако зборуваме на отворено, ово што имаме во Скопје со превозот, можеби некојаш помладите реагираат, но ако секој ден го имаме и тоа ќе се избегне. И второ, со совремување на сообраќајот во јавното предпријатие, автоматски и помалку гужви има. Имаме сега договор токму со јавното предпријатие да се види се опики тоа се повеќе следи, ќе се направи анализа за 6 месеци, ќе видиме каде има најмногу гужва и таму ќе воведеме нови автобуски линии, така да и тој проблем ќе го надминеме. Но јас мислам дека ќе најдеме заеднички јазик и со градоначалникот Гоце Трајановски, со кој добро соработуваме, а и со јавното предпријатие, и со советот на градот Скопје, да се воведи ова за секој ден, со тоа што да се плаќа известна сума на средства, со пензионерите сигурно ќе се сложат. Така, вие како пензионери добивте бесплатен железнички превоз и пред известно време ги почувствувавте бенефитите што ги нуди новиот воз. Какво беше чувството? Па да ви кажам, тоа беше навистина еден комфорт, нешто недоживеано по долго време. 170 пензионери од Скопје патувавме до Велес заедно со заменик министерот за труд и социјална политика Невен Спасов и директорот Никола од железниците, и тој договориме нови следби на тоа поле и се планираме дури да патуваме Скопје за Битола со новиот воз и така натаму, но најбитно што е досега таа бенефиција и искористија 40.000 пензионери. Замислите, тоа е една голема бројка за една година скоро и нешто. Мислам дека ова година тоа ќе биде уште повеќе, затоа што со Никола директорот беше навистина човекот многу разбран за оваа проблематика. Договоривме да има дури посебни тури за некој туристичко место да се оди бесплатно со возот. Најголема радост за тоа да има токму овие што имат, што живеат покрај пругите, но и они другите пензионери што се надвор тоа доаѓаат со превози и одат, го користат тој бенефит. И мислам дека со овие современи превозни средства на железници што се случуваат, ќе имаме поратаму уште подобри резултати на тоа поле и поголема масовност. Така, еден од проектите што
ги нудат властите се и бесплатна превоз со жичарницата, колку пензионерите ја користат оваа Па можност? користат секојаш кога одите, полна е со пензионери, уште повеќе што доаѓаат пензионери и како искурија да го посетат Скопје, да посетат музеот во Скопје, театарот и така натаму, и градскиот плоштад, и тоа што користат и тоа да одат организирано и на крстот на Водно, така да жичарата многу се користат од пензионерите, тоа бесплатно кога да дојде тоа го користат, и тоа и за сите пензионери во Република Македонија. Прво ќе го видат Скопје во Ново и автоматски да го видат Водно, односно таа обавина што создава возењето со жицата. Поволности и на пензионерите им нуди и Министерството за култура преку намалените билети за различни културно-уметнички програми, колку пензионерите ја користат оваа можност. Тоа многу е користат, да ви кажам, искрено дури изненадени сме и Министерството и ние колку тоа го користат. Пензионерите плаќаат 50% на сите представи во националните институции на Република Македонија, и после на музеи се плаќаат толку и така натаму, и пензионерите од тоа се исто така многу задоволни. Еве и на мајските оперски вечери кои ќе дојдете и на отварањето, пола од присутните се со бели коси, односно од луѓето со возраста наша, затоа што тие уште во младост сме се дружали со театрите, со операта, со балетот, и тоа не може да го заборавиме. Тоа не враќа сега во младоста секоја посета на тие културни установи. Со Министерството за труд и социјална политика исто имаме соработка, и учествуваме секојаш на проектот за ревиите на песна, музика и игри. Со тоа го зачуваме тој културен идентитет на Република Македонија, бејќи пензионерите и пеат, и се облекуваат, и ги од заборав се облекуваат во стари наши носи со спектар на бои, и со стари инструменти користат, но најбитно што она што го играат и што го пеат е тоа многу го враќаат од заборав. Тоа се стари песни, изворни песни, најчесто, или староградски песни кои се пеат и со голем интерес се следат, така да овие реви Министерството за култура ги прогласи за национален интерес на културата во Република Македонија, и не помагаат и за тие 8 регионални ревии, и нашата републичка ревија ни ги дават старите да ги користиме без надомест. Кога го спомнате Министерството за труд и социјална политика, во тек е оглас во кој што се нуди можност за изградба на 10 нови приватни домови за стари лица, а при тоа најавено е дека во тек ќе биде се подготовките за изградба на старечки дом кој ќе ги згрижува сите оние пензионери со ниски примења или материјално необезбедени. Каков е вашиот став по односно? Тоа е наша заложба. Неколку десети години ние најголем проблем сега за пензионерите во Република Македонија току сместување во старски и пензионерски домови. Бејќи 20 години, 30 години не изградено ни едно легло досега во тие државни пензионерски домови. Биле 483, толку останале. Сега има еден одличен запад, владата го покрена тоа и мислам и ќе го реализира, бејќи се најдени средства во 3 фази, ќе се градат 510 нови легла, значи во Скопје, во Газибаба. Тоа ќе биде современи старски домови, пензионерски домови, во кои пензионерите достоинствено ќе имат да живеат во такви услови, со сите да кажеме што ги има секој современ хотел. Ќе имат предност токму тие со најниски пензии, ќе имат дури и стари лица што не се пензионери, да се осамени, ќе бидат згрижени на тој начин. Тоа е голем потек, мислам, кој ние 10 години, па и 15 години постојано го ставаме како
приоритетно да биде. И еве дојде време и тоа ако се реши, затоа што во тие домови прво пензионерот плаќа многу ефтино. Престојот е тамо, да кажеме, во овие што се сега пензионерски домови околу 100 денари. И комунали си ги плаќат. Значи, со ниски пензии кои ќе дојде тамо, тој се препородува. И зато во Скопје веќе имаме 50 кои чекат по 5-6 години да дојдат на ред да се сместат во пензионерски домови. А мислам дека со ваква изградба настојаме тоа да се направи во Штип, веќе е во градба пензионерски дом нов, сакаме Кочани кој има веќе проект направено, многу современ, Охрид, Битола нешто, и они размислуваат на тоа поле, Кавадаци, и така да не ги спомнам сите заложби се на пензионерите на вистина и на тој начин да се доаѓа до една ситуација пензионерот да има спестување, да не остане осамен. Што тамо исто старскиот дом и во што реков и се 10 тие предимство што ќе имаат приватни старски домови, тоа ќе имаат услови да примат повеќе луѓе, со тоа конкуренција станува поголема и се намалуваат цените. Сега по старските домови кои идете, тоа се големи цени, по 300-400 евра. Тоа не може секој да го плати. Но на овој начин, навистина, тој проблем ќе се многу облажи и Македонија ќе биде едно од примерите на Балканот која на тоа поле му дава правото значење и со прави ефекти ќе ги решуваат тие проблеми. А кои се бенефитите кои што пензионерите ги уживаат во секторот здравство? Во секторот здравство исто тоа беше голем проблем, што едно време тие имале, како во своето време и пензионерите, па и работниците, има доста бенефити. Има бесплатни лекувања, лекови со така и така натаму. Со транзицијата и тоа се укина. Сега ние веќе 2 години направиме еден напор да што тоа ни е наша една од целите задачите на Сојузот на дружини на пензионери е прво заштитно предување на правата од пензијско и инвалидско осигурување и здравствена заштита. Тоа се главните наши дејности во кои работиме. Тука и хуманитарните активности, но ови се главни. Направивме еден напор со наше настојување, прифатено е веќе сите пензионери кои имаат испод 12.600 денари имаат бесплатно болничко лекување. Тоа е многу битно. Таму е најмногу скапо за сите. Но сега настоиме таа вистина, ако може да се зголеми на 15.000, до 15 сите пензионери да го користат тој бенефит. Може кога ќе влезе во болница да не размислува како ќе излезе оттаму, кај ќе најде средства. Значи му се покриваат сите основни средства за боледување и за таа грижа што се прави во болницата. Тоа е зборуваме за државните болници, нормално не за приватните. Но веројатно со време фондот за здравство ќе направи току тоа прошири понатаму. И со фондот за здравство имаме веќе овои акции, имаме фондот за здравство што поблиску до пензионерот. Акција во кои 30 градови се посетуваат во текот на годината и се зборува токму за сите овие проблеми на здравствената заштита на пензионерите. И многу нови идеи доаѓаат и така натаму. И некои имаме како идеи исто така сите стари лица, возрастни, над 80 години да бидат ослободени и од болничко лекување, да имат бесплатно и болничко лекување, и спестување и дури бесплатни лекови. Но тоа се наше настојување. За пензионерите имаш многу што да се говори за нивните бенефиции и можности што владата ги нуди преку разни програми, но времето за нашиот разговор истече. Јас ви благодарам што бевте дел од Индекс на Радио Слободна Македонија и ви посакувам убав ден. И јас ви посакувам и убав ден и убави емисии и да биде Слободна Македонија. Така, ве покануваме во некоја наредна прилика за новитетите кои што ќе ги имаат пензионерите. Уште еднаш ви благодарам за вашето гостување, а ние продолжуваме со пауза за реклами.
Да, остана време уште само да ја одјавам денешната индекс. Јас сум Маја Дамјановска, уредник и водител на индекс во продукција на Радиодифузно друштво Радио Слободна Македонија. Денеска е 22 март 2016 година, а ние повторно се слушаме за една недела. Имајте убав ден. Индекс. Ексклузивни информации, проверени факти. Први до граѓаните и бизнисот. Со Маја Дамјановска.